Започнуваме со урбани вести и добре дојдовте во нив. Земјотрес со јачина од 2,5 степени според Рихтеровата скала по Пладнево во 15 часот и 23 минути е почувствуван во Скопје. Според Европскиот Медитера сеизмички центар, земјотресот бил со епицентар во Сопиште со длабочина од 1 километар. Ова е втор потрес денеска во Скопје. Првиот беше утрово во 8 часот и 3 минути во истото епицентрално подрачје со јачина од 2,6 степени според Рихтер. Со ова вест ги започнуваме урбаните вести, а во продолжение следуваат насловите за денеска. Доколку се направи регистрација во УЈП, до година нема да се поднесува годишна даночна пријава. Современа капсула за инхалирање со аеросоли во Revive Spa и Wellness Clinic. Од денеска до 8 март фестивал на чајот и читањето во книжарницата Феникс. Семејства во социјален ризик ќе добијат огревно дрво од општина Киселавода. Општина Аеродром ќе работи на подобрување на условите за возење велосипед. Физичките лица кои во текот на 2017 година оствариле дополнителни приходи покрај плата и пензија, до 15 март треба да поднесат годишна даночна пријава до Управата за јавни приходи. Од УЈП апелираат, доколку се направи регистрација во УЈП, до година нема да се поднесува годишна даночна пријава. До 15 март физичките лица кои во текот на 2017 година оствариле дополнителни приходи покрај плата и пензија треба да поднесат годишна даночна пријава до Управата за јавни приходи. Од следната година ќе добиваат пополнета даночна пријава и не треба да поднесуваат годишна даночна пријава како годинава, но за таа цел во текот на оваа година треба да се пререгистрираат во електронскиот систем на УЈП за персонален данок на доход. Од УЈП апелираат до граѓаните и навреме да ја поднесат годишната даночна пријава за да не се создаваат гужви во последните денови, но и да се регистрираат во електронскиот систем за да може следната година да се одвива целиот процес без проблеми, кога УЈП ќе треба да ги испрати пополнетите годишни даночни пријави. Бројот на физички лица кои поднесуваат годишна даночна пријава изнесува околу половина милион. Со измените и дополнувањата на Законот за персонален данок од доход кој што се применува од 1.1.2018 година, се воведува новина во однос на годишната даночна пријава и за приходите што се остварени во текот на 2018 година, даночните обврзници веќе нема да имаат обврска, значи во 2019 година да поднесат годишна даночна пријава. Значи поднесувањето на годишната даночна пријава е фактички последен пат за приходите остварени во текот на 2017 година, а се пријавуваат до 15 март 2018 година. Значи во текот на 2018 година, во текот на 2019 година до 30 април Управата за јавни приходи има обврска да пополни годишна даночна пријава за приходите остварени во текот на 2018 година и да ја достави пополнетата годишна даночна пријава до даночните обврзници. Значи, повторно ќе апелираме до даночните обврзници во текот на 2018 година да се регистрираат на системот персонален данок од доход, за да можат пополнетата годишна даночна пријава од Управата за јавни приходи да ја примат во електронска форма, односно по електронски пат. Од УЈП со апел и да почне и регистрацијата на електронскиот систем според новите законски прописи, бидејќи првите пресметки треба да се поднесат до 10 февруари. Весна Новаковиќ, портпарол на Управата за јавни приходи, истакна дека со новините се поедноставува постапката, а регистрацијата е едноставна. Врз основа на внесените податоци, автоматски се генерира барањето за регистрација на системот персонален данок, кој треба да се испечати и да се поднесе лично во надлежната даночна канцеларија на УЈП. Сега до 10 февруари граѓаните треба да ги поднесат првите пресметки. Значи рокот им е за сите овие наброени одделни видови приходи, до 10 февруари треба да ги достават првите електронски пресметки. Барањето што ќе биде за персонален данок, што ќе се генерира од системот персонален данок, со тоа треба да дојдат на шалтерите во Управата за јавни приходи, за да тоа биде верифицирано барање и постапката трае еден ден, значи во рок од неколку часа се активира
ова регистрација. Граѓаните ќе треба да се регистрират, тие што не се регистрирани, и да се ги поднесат електронските пресметки за сите овие одделни видови приходи, значи за кириите, капиталните добивки, за продажбата, приходи од продажба на сопствени земјоделски производи, сите што ги наброивме. Елена Петрова од Управата за јавни приходи на пресконференција истакна дека досега се поднесени 32.496 електронски пресметки, за кои целосно се генерирани налози за 17.828 и во фаза на подпишување се 3.301. Електронска пресметка поднесуваат граѓаните за приходи од издавање на имот на друго физичко лице, како и за капитални добивки од продажба на хартии од вредност, недвижен имот и учество во капиталот. Електронска пресметка се поднесува и за приходи од странство остварени во претходниот месец, лични примања од дипломатски, односно конзуларни представништва на странски држави. Опфатени се за пријавување и приходите од продажба на сопствени земјоделски производи на физички лица надвор од продажни места на зелени пазари. По 2 кубни метри огревно дрво ќе добијат семејства во социјален ризик на територија на општина Киселавода. Како што информираат од општината, огревни дрва ќе добијат лицата кои аплицирале и ги исполниле критериумите на огласот распишан од страна на оваа локална самоуправа. Во наредните 10 дена семејства во социјален ризик на територија на општина Киселавода ќе добијат по 2 кубни метри огревно дрво кое ги доделува општината. Општина Киселавода соопштува дека огревни дрва ќе добијат лицата кои аплицирале и ги исполниле критериумите на огласот распишан од страна на оваа локална самоуправа. Одлуката за доделување огревно дрво на најранливите категории на жители е донесена на седница на Советот на општина Киселавода, поддржана од страна на градоначалникот Филип Темелковски. За тоа беа обезбедени средства од буџетот на општината. Revive Spa и Wellness Clinic нуди решение за респираторни и кожни заболувања кај деца и возрастни. Станува збор за Солтариум, кој во Македонија за прв пат е достапен како иновативен производ и вид на халотерапија, кој ја користи солта како заштитно и тераписко средство и помага во загадена животна средина. Во време кога е најзагаден воздухот во Скопје, Revive Spa и Wellness Clinic нудат решение против респираторни и кожни заболувања за деца и возрастни. Станува збор за Солтариум, кој во Македонија за прв пат е достапен како иновативен производ и вид на халотерапија, кој ја користи солта како заштитно и тераписко средство и помага во загадена животна средина, кај респираторни проблеми, проблеми со кожата и ментални нарушувања. Како што информираат од Revive Spa и Wellness Clinic, соларната терапија е потполно природен третман за превенција и подобрување на здравјето, која овозможува брзо заздравување по напорен ден, подобрување на сонот, зајакнување на имунолошкиот систем, чистење и подмладување на кожата, одслободување и прочистување на бронхиите и белите дробови, ги намалува оштетувањата предизвикани од дишењето на смогот, прашината и другите загадувачи на воздухот. Има позитивен ефект на нервниот систем, на концентрацијата и на работната способност, а резултатите се долгорочни. Солтариумот е еден вид на халотерапија, кој што за прв пат е достапен и го има овде во Revive Spa и Wellness Clinic и действува на тој начин што го врши прочистување на воздухот кој што се наоѓа внатре во самата капсула. Именно солта која што се користи, медицинската сол која што е прочистена и се користи во солтариумот, по својот состав е натриум хлорид. И двата елемента имаат антивоспалително, антибактериско, едно прочистувачко дејство и делуваат како една респираторна четка која што го прочистува воздухот во самата капсула. Така да кога
особата се наоѓа во капсулата и го дише тој прочистен всушност воздух, се возможува да во организмот се внесе чист воздух, ослободен од оние честички на смогот и загадени честички, но исто така се овозможува да се внесе и поголема количина на кислород. Како што информира доктор Анита Христова Димчева, солтариумот е соодветен за бебиња и деца, за возрастни, за бремени жени и стари лица. Медицински е докажано дека еден третман во солтариум има ефект како 3 дена поминати на море. Инаку капсулата солтариум е солена комора, специјално дизајнирана за луѓе кои ја ценат приватноста и удобноста, во која се вдишува воздух заситен со аеросоли и која целосно ја произведува микроклимата од природните солени пештери. За време на третманот се користи релаксирачка музика, која има аналгетско и релаксирачко влијание. Градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин и представници од неформалното здружение на Точак остварија средба на која е договорено да се изнајдат велосипедски инфраструктурни решенија со поставување велоленти и велопатеки на општинските улици, нови сообраќајни решенија за намалување на брзината на движење на автомобилите, како и одредување локации каде има потреба од поставување паркинг за велосипеди низ целата територија на општината. Представници од неформалното здружение на Точак остварија средба со градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин. Како што информираат од општината, на средбата е договорена континуирана соработка во насока за изнаоѓање велосипедски инфраструктурни решенија со поставување велоленти и велопатеки на општинските улици, нови сообраќајни решенија за намалување на брзината на дивење на автомобилите, како и одредување локации каде има потреба од поставување паркинг за велосипеди низ целата територија на општина Аеродром. Исто така, од општина Аеродром информира дека на средбата е договорено да се организираат и кампањи за поттикнување на граѓаните да го користат велосипедот како превозно средство, во чии рамки ќе се потенцираат придобивките од возење велосипед. Од денеска до 8 март во културниот центар Феникс ќе се одржува фестивал на чајот и читањето. На овој фестивал ќе бидат понудени на продажба за читање над 3000 изданија на Феникс. Со настап на десетина македонски поети кои читаа стихови за Гоце Делчев и стихови со родолюбива тематика, во културниот центар Феникс започна традиционалната манифестација Чајот и читањето. Фестивалот кој прави спој меѓу чајот и книгата ќе трае до 8 март и на него се очекува да има од најмладата до највозрасната читателска публика, на кои ќе им бидат понудени на продажба и за читање над 3000 изданија на Феникс. Христо Петрески, основачот на издавачката куќа Феникс, истакна дека со овој фестивал ќе се доближи книгата до читателот. Овој фестивал на чајот и читањето е една специфична манифестација која што прави спој меѓу чајот и книгата. Во интервал од еден цел месец, поточно од денес, од 2 февруари до 8 март, значи малку и повеќе од месец дена, во културниот центар Феникс, кој што се наоѓа кај универзалната сала во Скопје, ќе продефилираат и најмладите читатели и возрастните. Веруваме дека и на овој начин, и со овој фестивал, ќе ја доближиме книгата до читателите уште повеќе и веруваме дека во овие зимски периоди и месеци ќе внесеме барем малку повеќе топлина. Во рамките на овој фестивал во средината на февруари ќе се одржи трибина посветена на литературата за деца и млади овде и сега. Настан на кој повеќе критичари, писатели и есеисти ќе говорат за состојбите со македонската литература за деца и млади и за она што е најактуелно, најзначајно и најважно што се случува на тој план денес. Кон крајот на фестивалот, во очи на празникот 8 март, ќе се одржи вечер на македонските поети и поетеси. И оваа година на фестивалот на чајот и читањето ќе се доделат наградите Гоцева мисла на тројца истакнати автори од странство.
На 7 февруари во камерната сала на Македонската филхармонија со почеток во 20 часот концерт ќе одржи Скопскиот бас квинтет. Познатите теми од легендарните групи Битлз и Квин за прв пат кај нас ќе прозвучат од лимени дувачки инструменти. За прв пат кај нас познатите теми од легендарните групи Битлз и Квин ќе прозвучат од лимени дувачки инструменти. На 7 февруари во камерната сала на Македонската филхармонија со почеток во 20 часот ќе одржат концерт Скопскиот бас квинтет во состав Александар Илиевски и Вилијам Бараковски на труби, Благоја Василевски на хорна, Никола Ристевски тромбон и Александар Нинич на труба. Скопскиот бас квинтет е формиран во 2016 година, но идејата да се создаде ваков тип на состав кај неговите членови тлеела уште од нивните студентски денови, информираат од Македонската филхармонија. Иако досегашните настапи на овој состав не биле со концертен карактер, овој концерт отвора ново поглавје во нивната кариера. Не случајно изборот се композиции од Битлз и Квин за да се слушне и една поинаква страна од налимените дувачки инструменти, надвор од класичниот музички репертоар. Членовите на Скопскиот бас квинтет се редовни членови во националните музички куќи, Македонската филхармонија и Македонската опера и балет, како и надворешни соработници во Градскиот дувачки оркестар, Биг бендот на Македонската радиотелевизија и Биг бендот на Сдруженијето на џез музичари на Македонија. Дожд и ветер во пониските предели и снег на планините најавува Управата за хидрометеоролошки работи за предстојниот викенд во Македонија. Утре ќе биде облачно со врнежи од дожд, кои ќе бидат поинтензивни во вечерните и ноќните часови. Пообилни врнежи ќе бидат во западните делови, каде наместа ќе наврнат над 35 литри на метар квадратен. На крај завршуваме со информација од град Скопје. Град Скопје ги објави добитниците на конкурсот за финансирање манифестации, проекти и творештво кој беше објавен во ноември минатата година. На јавниот повик имаа право да учествуваат уметници, самостојни уметници, установи од областа на културата, здруженија на граѓани, фондации и други правни физички лица што вршат културна дејност. Со ова вест ги завршувам урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе информации имате на matama.mk. Довидување.